Wa alaikum selam. Vika slušajte. Јас вика бел лошан. Го барам и масну стар. Го најдо. Кога влегол неговото мало, вика играше джангие, газузе. Вика дали хоđата треба да игра вика джангие? Го прашува вика. Добро вика, друго што направи? Кога влегол во дворот на хоđата, он не го викна татко му вика домаќинот да му каже дека иде ја банче со мене, него само така влезе. Добро вика. Трето што видна, он не ми пружи шанса вика да седам кај што ми е местото, него моје место он си седи. И четврто вика, не му е срам вика да бара вода од неговиот стар татко, кој што не може да оди и нема снага, нема снага, што рече? И ти што му кажа на шејх Мусар? Најлошите зборови да му ги кажа. Allah, си правил грешка. Како прво, хоđата е дете вика, има 8 години, че игра со своја генерација, затоа што е дете. Како второ, он нема потреба да бара извън вика да влегува у своја куќа, он е дете, влегува у своја куќа. Како трето вика, па мајката дома си греши. Уместо да седи у своје, не у своје место, него во друго место, си седнува у погрешно место, значи тоа е дете. Како четврто, дали знаеш вика дека е себап да му дадеш вода на твој син кога си поста, ако синот ти бара вода, тоа е себап да му се даде вода. Бабото да има и 80 години, а синот да има 60 години, себап на неговиот син да му даде вода. Затоа, значи ова е полка, вадете нешто од овој случај на шејх Мустави. Шејх Мустави спаѓа, значи во една генерација, во која генерација он живеел како еден од најдобрите професори на Хајдот. Поточно на единствениот збор Азамту Билlah, да го сакаме Аллах иншаллах и да веруваме во Аллах субханаху ва таала. Пренесува Абу Хурейра радијаллаху анху, значи од почетот ги кажувам. Не признал ниеден хадис кој што нема преносилаc. Тоа го имам принцип како мало дете. Не може да биде признат еден хадис на пејгамбер салаллаху алейхи ва салем, ако во тој хадис нема преносилаc, ривајетчија, како да кажам, што удрил печат, што зимам од други, значи, хадис на пејгамбер. Слушајте што ви кажа. Еден ден од деновите, Расулуллах салаллаху алейхи ва салем бил во Медина во Кабур или гробишта во име Дженнетул Бейхики. Ги знаат браќата тие Дженнетул Бейхики. Тука има многу шејди кои се, значи, погребани, закопани, иншаллах. Иншаллах и ние да сме во дружина со нив. И додека идеше помеѓу гробовите, вика, во еден гроб, во еден капак, застана Расулуллах салаллаху алейхи ва салем. Гледа десно, што да гледа? Вриштени и огин. Гледа лево, огин, вриштење, болка. Плачење до небо. Аллах, што се случува? И Ебу Бакр, Абдуллах ибн Кухафа, така се вика Ебу Бакр. Си го памтите неговото име? Не се вика Ебу Бакр. Тоа му е надима. Ебу Бакр. Значи, искрениот тат, Асиди. Ебу Бакр Асиди. Искрениот тат. Неговото име Абдуллах. Презиме му е Ибни Кухафа. Синот на Кухафа. Тој бил од 4 хулефаи рашидини најстар. Имаме ли ние тербија да го почитуваме постави? Иншаллах имаме. Иншаллах ќе ги почитуваме постави. И што се случи? Кога застане помеѓу еден и друг гроб, Расул салаллаху алейхи ва салем, Ебу Бакр вика, има ли извън вика да те прашам нешто? Што да ме прашаш вика? Мора да те прашам вика. Што се случува со тебе, ја Расулуллах? Кога погледна овој гроб, вика, те видов, твојата хата стана одеднаш намуркана, вика. Ја изгуби, значи, на черепа да изгуби. Кога ја врти, вика, главата на лева страна, почна да плачеш. И што му рече на Абу Бакр? Слушајте го добро, значи. Треба да вадите полка од ова. Валлахи, биллахи, толлахи, овој брат вика, Аллах го каснува во Кабул.
Allah go kaznува направо гроб. Го моли на Allah. Иншаллах, ние да не бидеме казнети од страната на Allah во кабур, како што ми казнува Allah другите. Вика, а зашто го казнува овој Allah во кабур? Абу Бакр го прашува Расул саллаллаху алейхи ве селем. Затоа што овој човек преданите во џамија не ги чистел своите панталони, кога идел по мала нужда, се извинува мовете, ги прскал панталоните. И со тие панталони му правил сежда на Allah. И со тие панталони му правил руку на Allah. Забрането за еден муслиман, значи на стоечки штаб, да врши мала нужда. Знаете кој врши мала нужда? Стоечки Иблис, шејтан. Најповеќе он има дара, кога врши нужда, ако врши, значи тогаш на стоечки штаб. Ти знаеш да ли врши? Не знам сам да зборат арабите. Јас араб не сум, не сум слушал. Така они зборат арабите. Друго. Значи, ние треба да пазиме на ова работа. Кога ќе легуваме овете, десната нога малку напред, левата малку ќе ја повлечете и ќе вршите мала нужда. Откако ќе вршите, ќе го бришете местото. Срамното место, не е харам, денеска има секакви плавони, секакви салфети, секакви тезови, со тоа ќе се бришете, затоа што се бришат Расул саллаллаху алейхи ве селем. А овој брат што правил? Ги прскал своите панталони, ја прскал својата галебија, значи, не водел евиденција за тоа. Немало пашња за него, како да кажа, како да се изгледа. И Allah показува за тоа во Кабул. Што рече Абу Бакр? Гуфранек ја Раби. Опрости ми, ја Allah. Иншаллах Allah да ми прости, брате. Вика овој, од левата страна, што се случува со него? Тога што рече Мухамед Расул саллаллаху алейхи ве селем? Кажа еден курански ајет, кој ајет мнозинство од вас го знам. Мнозинство не го знам, ќе го научи. Тие што знаат не значи дека ако ние знаеме, другите знаат. Не. Ние треба да ги учиме, они кои не знаат. Значи, има луѓе кои не знаат да взимат абдес, треба да ги учиме. Има луѓе кои не знаат како да знаат намаз, треба да ги учиме. Има луѓе кои не ги знаат исламските шартови, треба да ги учиме. Значи, полека тоа. И во момент пегамбер саллаллаху алейхи ве селем кажа во еден курански ајет. Ба'да аузу биllahi бисмиллахир рахманир рахим. Innal munafiqin fi darkil aswad min an-nar wa lam tajid lahu nasira sadaqa Allahu al-amin. Veli Allah во Курана сите мунафици, нифаки, лицемери, кои имаат милионски факти, пред тебе што да кажеш? Ќе ви речеш овој гледе, позади тебе, што викаш има еден народ зло, ти го копат, гробот. Значи, такви луѓе денес има многу луѓе, пазите, брате. Валлахи, бидаји има многу. Валлахи ќе бъдат и во дженнет. Валлахи ќе подмалава дека Allah ќе прати болна казна за нив, во нивните деца, во нивните внучиња и во нивните фамилии. Allah не е мачка да те греде. Кога греда Allah казнува многу, само кај што те боли најповеќе. А денеска такви лицета има многу, кои ќе идат во дженнет и нема никогаш да идат во дженнет. Тие ќе барат да идат во дженнет. Тие ќе се трудат да идат во дженнет, али дженнет за нив нема. Ќе трчат од дженнет до дженнет. Кога ќе стигнат во првиот месец, Allah пак ќе ги први од свет главот му на тој. Кои се тие, вика? Кој е тој? Што лежи во тој гроб и Allah го казва? Вика, тој е Хоџа. Мола? Вика, тој е еден имам од имамите. Еден Хоџа од хоџите. Еден муалим од муалимите, кој што пред джематот зборувал за Allah, зборувал за пегамбер саллаллаху алейхи ве селем, а на друга страна тоа што го кажал Allah и пегамбер не го правил. Колку има денеска така? Само Allah ја знае вистината. И јас викам за себе си, имам. Како имам? Само да се крстоиш имам. Имаме голема работа. Има голема одговорност пред нас. Нешто ми кажа брат, Валлахи е Турција.
Hođa vika, mene da mi dala 1 milion evra, ja ne bitnovam imam. Mu se plašam na Allah, vika, bilo, vaka će onda, kako se ima pred Allah. Ne je mesno ti da vodiš džemat i da izlezeš, znači, pred Allah. Da li ti je jasno koji stoji pred tebe? Da li ti analiziraš čovječe Boži? Koji je pred tebe? Na koga mu vikaš Allah Akbar? Na vladarat na sudnji den. Te povrznuo struja pomeđu tebi i Allah, pomeđu Allah i njegovi otrok, so početnijast istitak tekbir. So početnijast istitak tekbir namazom, ti se vrznuoš sa Allah subhanahu wa ta'ala. A kako vi kada se mi? Kude ti ga videa ti Allah da mi kažeš možda? Kako vi kada se mi? Ko je pijana taj čet da mi kaže na nas? Ne verujete u Kur'an? Ne verujete od zborojite o koji zborovi Allah revi o Kur'an, da auzu billahi bismillahirrahmanirrahim, elif lam mim, zalike l-kitabu la rajbe fi. Iako nema prevod, nema značajna rečenica od ajet od elif lam mim, što je tako nepoznat, se misli da ima inicijali na misle da Allah subhanahu wa ta'ala, lam se misli da je Džibril alaihi salam, za mim se misli da je Muhammed sallallahu alaihi wa sallam, zalike l-kitabu la rajbe fi. Ova je knjiga, ovo koja knjiga, nema nikakva sumnjivost. Useli samet muslimanite da bi nas sumnjivi? Što da razpojete? A da od početka do srednja što je sura Fatiha, ova sura